Јавното предпријатие Пазари Битола е позитивен пример за енергетска транзиција. Тие намалените приходи од изнаемувањето на тезги ги компензираат со енергетска ефикасност. Поставиле лето осветлување, топлотен систем на парно грејење, а можат да се пофалат со тоа дека се првото јавно предпријатие во земјата кое поставило фотоволтаици преку кои произведуваат електрична енергија за сопствени цели. Сега буџетот кој бил наменет за режиски трошоци може да го пренаменат. Како приоритет од поставувањето на фотоволтаиците, ние како производители на електрична енергија за сопствени потреби излеговме на пазар, односно на јавна набавка за електрична енергија, за купување и за продавање. Со самото тоа 60% цената падна на електричната енергија, плюс произведената електрична енергија. Кој ќе се направи математика на крајот од годината, ќе дојде да плаќаме минимална сума на потрошена електрична енергија. Институционалниот лавиринт за поставувањето на фотоволтаици бил сложен процес. Прво затоа што градскиот пазар во Битола подлежи под културно наследство. Затоа почнале со ред. Изработиле градежен проект за поставување на фотоволтаици, но и посебен проект за дозвола за културното наследство. Потоа си подготвиле проект за Министерството за животна средина и просторно планирање, како и елаборат за заштита од пожари, за кои треба одобрение. Потоа испратиле барање и до Евана за поставување за двонасочен саат, како и одобрение за градба во општината. Иако не била едноставна процедурата за нив, тие се среќни дека како прво јавно предпријатие во земјава комплетно со свој чекор се грижат за животната средина. Ова е прва година што можам да речам сме задоволни, бидејќи од една страна се намалуваат трошоците на јавното предпријатие и учествуваме во намалувањето на загадувањето на животната средина. Препораката до останатите институции исто да направат фотоволтаици за производство на електрична енергија за сопствени потреби, со што ќе му и намали трошоците, инвестицијата за 3-4 години се враќа во целост. Според мене треба промена на законот за фотоволтаици, дека во моментот законот вели за правните лица до 20 киловати за сопствени потреби. Мислам дека треба да се смени, да може повеќе киловати да поставиме и со тоа ќе се намалат повеќе трошоците и ќе имаме поголема заштеда. И помало загадување на животната средина. За да се увериме како функционираат фотоволтаиците, ни демонстрираше на кратко. Интересно е дека се е поврзано преку мобилниот апарат. Преку интернет во секое време, директорот проверува колку институцијата произведува електрична енергија. Се симнува апликација што се инсталира на телефонот. Нам не интересираше колку произведува во моментот кога бевме. Во моментот произведува 2,46 киловати. Максимум што може да произведи 20 киловати на час. Се зависи од временските услови. Јас обично мислам дека во зима најмалку се произведува, кој има снег. И ако се чисти фотоволтаиците, најпоќе произведува електрична. Најмногу светлина има. Најмногу светлина.